Здраво, Македонијо! Вечерва го откриваме руското влијание во Македонија и нашиот пат кон Европската Унија. Започнуваме со забраната за тројански коњи на патот кон ЕУ, изречено од комесарката за европроширување Марта Кос. Нема тројански коњи. Ова е пораката на еврокомесарката за проширување Марта Кос, обраќајќи се синоќа пред Европскиот парламент за стратегијата на проширување изготвена од европратеникот Петрас Ауштревичиус, за која реч дека нема да има компромис со владењето на правото, демократијата, основните права, како и несогласување со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија. No Trojan horses. Countries who would undermine us from within cannot become an EU member state. We must make absolutely sure of this. Countries who join the EU must be strong and resilient democracies able to resist the toxic influence of Russia and others. То вели Кос, членка на ЕУ не може да стане земја која ќе биде тројански конј внатре, односно која ќе ровари во Европската Унија од внатре. Притоа, кандидати за ЕУ се, да не заборавиме, и Србија и Грузија, вторите само на хартија, за оние кои може би подзаборавиле. Но има и актуелни членки на ЕУ кои не се на иста линија со бриселските бирократи за многу нешта, па во некои кругови низ Брисел сигурно е и дека една Унгарија на моменти ја доживуваат како некој тројански конј. Тоа е висока политика која нас не интересира во оваа актуелна анализа. Ние анализираме што рече Марта Кос. Зошто? Затоа што оваа нејзина општа порака кон сите земји, локалните гениалци ја преведоа вака. Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Овде позади мене многу јасно пишува што се случува во однос на патот на нашата земја кон Европската Унија. Цитирам: "Мора да бидете отпорни на токсично влијание на Русија и другите и нема да дозволиме тројански коњи во Европската Унија." Пораката на Кос за тоа какви земји треба да влезат во ЕУ, Жерновски ја преведува, ја толкува како порака кон Македонија. Ама ова е само почетокот. Тоа е нешто го порача Марта Кос како еврокомесар за проширување на земјите кандидати за членство во Европската Унија. Еврокомесар за проширување на земјите кандидати за членство. Марта Кос е кандидат за проширување на Европската Унија, не за проширување на земјите кои се кандидати, например за проширување на Македонија или на Албанија. Одиме понатаму. Почитувани граѓани, појасна, посилна, попрецизна порака од еврокомесарот за проширување досега не сме добиле. И граѓаните мора да знаат дека оваа порака се однесува на нашата земја, за жал. Сега малку да појаснам. Марта Кос не и се обраќа на Македонија. Тоа е јасно од изјавата. Ама Жерновски ја преведува Марта Кос и вели ова е порака за Македонија. За жал, додава, нормално штом Жерновски ја преведува Марта Кос, како што му одговара, моја должност е и јас да го преведам Жерновски и што тој фактички сака да каже. Расположени ли сте? Токсично е влијанието од Русија, токсично е влијанието од Кина, токсично е влијанието од СНС на Вучич. Тоа е она што СДСМ наназад со месеци и месеци го говори. Но сега, сето тоа што зборувавме што е вистина, излегува на самата површина. Сака да каже дека тие одамна зборувале за влијанието на Русија, Србија, Кина во Македонија и баш тоа го потврдила и Марта Кос, односно Европската Унија. Тоа меѓу луѓето вака би се нарекло мамење. Која е техниката која употребува легендата Жерно? Зема една општа формулација, општа изјава од ЕУ, си ја моделира како што му одговара и на крај вели, ете, она што ние го кажуваме, со месеци го кажува една Европа. СДС и ЕУ, то су срца два. Како се вика тоа што го прави човеков? Во политиката се нарекува спин. Инаку реално, кога тврди дека ЕУ ја искарала Македонија за токсичното влијание од Русија, Кина и партијата на Вучич, тоа се вика фиу политика. Не и сугерирам јас на Марта Кос или на ЕУ да го демантираат Жерновски, ама кога човек гледа вакви првоборци за Европската Унија, да не се чудите после и за евроскептицизмот, бидејќи тој е промовиран као концепт, зборувам за концептот на Унијата и проширувањето, од лажование, окей? Ајмо далje. Пораките се многу јасни, но нашата влада повторно измислува непријатели, особено во нашето соседство, само за да блокира нашиот пат кон Брисел. За разлика од едно друго време кога ги решивме сите отворени прашања со соседите, особено со Бугарија, и откако ги решивте, мајсторе, започнаа вето по вето да летаат, бидејќи многу јако решавате проблеми. Не сакат и никогаш нема сакат да влеземе во Европската Унија.
Ако ова не ве увери, јас не знам што би ве уверило. Меѓутоа, нашата борба продолжува до крај и ќе трае се додека не ја вратиме Македонија на победничките патеки. Убедливо и оптимистички, ќе дознаете и како. Како што гледате прават проруски партии со отпадници од знам, Опа, отровни стрели кон човекот кој го наследи него како градоначалник на општина Центар, Саша Богдановиќ. Бил проруски. Да каже Жерновски зошто СДСМ номинирале проруски кандидат за општина Центар. вториот човек на владата се гледа со ноктите волци блиски до Путин и сето тоа сега веќе се препознава извештајот, односно во изјавите на еврокомесарот за проширување. Вториот човек на владата се гледа со ноктите волци блиски до Путин. Одлично. Сега е време конечно да ја решиме и оваа мистерија. СДСМ веќе долго време тврди дека вице-премиерот Иван Стоилковиќ се гледал со ноктните волци на Путин. Каде? На денот на прославата во Република Српска. Денот на Република Српска, каде Стоилковиќ е поканет како гостин меѓу илјадниците други. Ама кој бил таму? Ноктните волци на Путин. Не баш, ама, ајде, време е да ја дознаете вистината. Ке ви покажам сегменти од годинешната прослава на Денот на Република Српска, кога според СДСМ се случила таа јавно отворена средба меѓу Стоилковиќ и ноктните волци. 44. ешалон су представници мотоклуба Ноќни Вукови. Мотоклуб Ноќни Вукови важи за еден од најмоćнijih мотоклубова на сvijetu. Клуб je од првог дана присутен на свим значајним догаđајima везан за Републику Српску, uključujući дефиле и државни манифестације, а у неговим редовима су борци војске Републике Српске. Ете, тоа е доказот дека имало руско влијание во Македонија. На парадата во Република Српска, во одној цивилниот дел, бидејќи имаше и воен дел, како последни дефилираат локалните членови на мотоклубот Ноктни волци, а рускиот председател Путин е член на клубот Ноктни волци во Русија. Каде е тука Иван Стоилковиќ? Во публика, каде е? Објективно е гостин на оваа парада во публика. Според СДСМ, Стоилковиќ имал отворена средба со Ноктните волци. Зошто? Бидејќи ги гледал на дефилето и тоа било доказ за руското влијание во Македонија. Супер! Ајде да видиме какво се друго влијание во Македонија има по истата оваа логика на Жерновски и СДС. 19. ешалон чине запослени у Автомотосавезу Републике Српске, Автомотосавез Републике Српске. 20. ешалон чине представници Ловачког савеза Републике Српске. Опа! Стоилковиќ се сретнали со Автомотосојузот на Република Српска и со Сојузот на ловци. Значи во Македонија има и автомото влијание и ловечко влијание од Бања Лука директно. Опасно. Други. 21. ешалон чине запослени представници Пошта Српске. Не, поштарско влијание од Република Српска во Македонија. А сите знаеме дека поштарите во Бања Лука се под силно руско влијание. На маките ни нема крај, луѓе. 22. ешалон чине представници јавnog предузеќа шумарства Шуме Републике Српске. Леле, и шумското во Република Српска било таму. Знаел ли вице-премиерот со какви се луѓе се среќавал новаа парада? И што тоа значи за нашите евроинтеграции? Дајте уште докази за проруските средби на Стоилковиќ во Бања Лука. 23. ешалон чине представници Црвено крста Републике Српске, Црвени крст Републике Српске. Црвен крст! Уште една руска измислица. Запишувај, Жерновски, запишувај. Други? 24. ешалон чине запослени у аеродромима Републике Српске, кои Ви се молам, па се видел вице-премиерот и со луѓе од аеродромите. Ова е страшно, луѓе. 25. ешалон чине представници Автопутева Републике Српске. 26. ешалон чине запослени у Републичкој управи за геодетски и имаминско-правни послове Републике Српске. 27. ешалон чине представници Планинарског савеза Републике Српске. Автопати, геодети, планинари, сите дефилирале пред Стоилковиќ. Или што би рекле од СДС, Стоилковиќ одржа отворени блиски средби со планинарите во Бања Лука, нели? 28. ешалон чине представници Спортско-риболовnog савеза, Спортско-риболовни савез Републике Српске. 29. ешалон чине представници и чланови ансамбла народних игара и пјесама Веселин Маслеша Бања Лука. Риболовци, играорци, сите дојдени тука за да го засилат своето влијание во Македонија. Нели е така СДС? 31. ешалон чине представници боксерскog клуба Славија. Ау, боксери! Опасно, и боксерите ли ке влијаат во Македонија? Има ли ова крај? 33. и 34. ешалон чине студенти универзитета у Бања Луци.
36. ешалон чине представници Фудбалскog saveza Republike Srpske. 37. ешалон чине представници Rukometnog saveza Republike Srpske. 38. ешалон чине представници Jiu-Jitsu saveza Republike Srpske. 39. ешалон чине представници Kickbox saveza Republike Srpske. Леле, со кого се сретнал Стоилковиќ? Со студентите, со фудбалскиот сојуз, со ракометниот сојуз, со Jiu-Jitsu сојузот, со Kickbox сојузот. Какви се овие антиевропски средби? Веднаш да каже нашата влада. 41. ешалон чине представници Karate saveza Republike Srpske, Karate savez Republike Srpske. 42. ешалон припадници су Бицикlističkog saveza и Tehnološke škole u Banja Luci, Biciklistički savez Republike Srpske. 43. ешалон чине представници Košarkaškog saveza Republike Srpske. 44. ешалон су представници мотокluba Noćni Vukovi. Каратистите на дефиле пред Стоилковиќ, велосипедистите, кошаркарите и нокните волци на крај. На дефиле како цивили на Денот на Република Српска. И од сето ова, од сета оваа парада во СДСМ, што извлекле како заклучок? Иван Стоилковиќ бил во публиката пред која се одржува ова дефиле. Значи, заклучокот ве молам да го слушнеме уште еднаш. Како што гледате прават проруски партии со отпадници од ЗНАМ, вториот човек на владата се гледа со нокните волци блиски до Путин. Врските со Путин, кои што се видливи на ниво на вице-премиер на владата. Внимавајте, вице-премиер, вториот човек на владата, Иван Стоилковиќ, има отворени состаноци со нокните волци, луѓе блиски до рускиот претседател Путин. Каква е таа релација на вице-премиерот Стоилковиќ со луѓе блиски на Путин? Со средби, со нокните волци, луѓе блиски до Путин. Пазите, вице-премиер во државата го прави тоа. Понатаму. Вице-премиерот во владата на Мицкоски, Иван Стоилковиќ, учествувал на прослава во Република Српска заедно со нокните волци на Путин. Со нивниот вице-премиер, кој има средби со ноќните волци на Путин, со врските со Москва. Вториот човек на владата се гледа со нокните волци блиски до Путин. И сето тоа сега веќе се препознава. Видовте како се гледал со нокните волци блиски до Путин? Патем, кафичот на Ленин Јовановски, кој е во нокните волци во Македонија, се наоѓаше Карши општина Центар и кога Андреј Жерновски беше градоначалник на општината. Или што би рекол тој, Жерновски секојдневно бил во непосредна близина со нокните волци на Путин. И тоа, почитуван публикуме, е јакиот доказ на СДС дека во Македонија имало руско влијание. Волци во планина да ви ја јадат логиката. Ајде уште малку геополитика низ локална призма. Локална, мислам, како да локаш и да развиваш геополитички филмови. Да повториме и да посочиме дека 40% од медиумите се во сопственост на ВМРО, преку мрежата се разбира на Орбан, за кого многу не е јасно каква е релацијата помеѓу него и Европската Унија. Многу ни е јасно, во 2024 година председаваше со Европската Унија. А и денес патеме на масата, која треба и тебе да ти одобри влез како држава во Унијата. Патем ја помага македонската економија со поволни кредити. Тоа јасно ви е? Или па тоа ви е проблем, како проблемот кој се чини дека го имавте и со британскиот стратешки договор, па измислувавте мигранти за пари, поради кој британскиот амбасадор тука беше приморан не еднаш два пати да ве резили во јавност. Тешки се овие прашања. Да одиме со полесните заклучоци. Тука се, да не ги забораваме и парите од Кина. Зошто велам парите од Кина? Тоа е унгарскиот кредит. Парите од Кина, односно унгарскиот кредит. Јасно ли ви е? Унгарски кредит значи парите се од Кина. Имаме ли друг доказ за проруското влијание во Македонија, освен кинеските пари од Унгарија? Да подсетиме на последната анкета. Дури 70% од граѓаните на Македонија сакат да ја видат нашата земја во Европската Унија. И на нив им е сега јасно што прави Мицкоски и што прави ВМРО-ДПМНЕ. Пак со анкетата. Човек, еве уште еднаш проследија. Па не е можно да ја читаш само до кај што ти одговара. 71% од македонското население поддржува пристапување кон Европската Унија, но отпорот за менување на уставот останува најголем. Веќе 3 години поддршката за уставни измени останува на 24%, а само 11% од етничките македонци поддржуваат менување на уставот, наспроти 57% поддршка од етничките албанци. Заклучок, на граѓаните им е јасно што прави Мицкоски, односно уште повеќе им е јасно што направивте вие. Затоа се бројките такви какви што се. Следно, ајде уште малку руско влијание сакам да слушам.
додека бараат да ги внесеме бугарите како малцинство во нашиот устав. И тоа е една за секојаш да ја расчистиме таа теза за еден народ во две држави. Тие кажуваат дека сега со овој процес, цитирам, ќе бидат доведени по знак на прашање македонскиот идентитет, македонскиот јазик и така. Што не е точно, ниту тоа е тема, а ние башка ги го обезбедивме нашиот идентитет. Ете ја гаранцијата за идентитетот бе, што ви е вас? Цитирам, ние башка го обезбедивме нашиот идентитет. Спи мирно Македонија. Пред да го обезбедат тие идентитетот, барем не нарекуваа вака. Това бяха част от острите реплики, които северно-македонският премиер Християн Мицкоски си позволи да отправи към българския външен министър, и които Северно-македонският президент беше първият северно-македонски политик. А ние башка ги го обезбедивме нашиот идентитет. Северно-македонският премиер. Има и такива спекулации, че северно-македонският премиер именно създава теми, защото смятам, че северно-македонските власти поставиха институцията. Защо според вас Мицкоски реагира така, след като бе наречен северно-македонски премиер? Какъв да бъде наречен? Не може да бъде по друг начин, според мен, нали? Скопие всячески се стреми да отстоява позицията, че там са само македонци и нямат нищо общо с понятието северно-македонци. А ние башка ги го обезбедивме. Северно-македонският идентитет. Ете, ама сега го обезбедија Жерновски и другарите идентитетот и се го добивме ова ново име. Алал да вие. Ке завршам со тоа што сметам дека веќе име јасно на граѓаните. Кои се предавниците, а кои се патриотите? И јас сметам дека име јасно на граѓаните. А сега да се подсетиме на уште еден политички габарит кој се декларираше како жестоко проамерикански, а тогашната опозиција, денешна власт, ја нарекуваше проруска. Своевремено, замислете, имаше изјави и од министерот за надворешни работи Лавров, и од неговата портпаролка Захарова, дури од председателот Путин, кој што ги знаеше сите села во Република Македонија и ги спомнуваше во негови интервјуа за меѓународни медиуми. А потоа господинот Путин потикнуваше по негови медиуми, споменувајќи ги дури и Грушино, замислете, Кумановско Грушино, во неговите интервјуа, како ги знае сите села во Македонија, за да потикнува меѓуетнички тензии, меѓуетнички конфликти во Република Македонија помеѓу албанците и помеѓу македонците, дури од председателот Путин, кој што ги знаеше сите села во Република Македонија, споменувајќи ги дури и Грушино, замислете, Кумановско Грушино, во неговите интервјуа, како ги знае сите села во Македонија. На чија црна листа заврши, знаеме. И за да ја затвориме дебатата за тие руски бабароги и влијание, кое е присутно исто колку што се присутни имигрантите за пари од Британија, одиме на една господја која знае што зборува Галиба. Американската амбасадорка во Македонија Анджела Агелер изјави дека таа нема конкретни сознанија за евентуално руско влијание во предстојниот изборен процес, иако, како што рече, тоа генерално е присутно во регионот. Напомена дека најважно за граѓаните за предстојните избори е добро да се едуцираат за процесот и за кандидатите кои ќе учествуваат во него. Не ми е познато некое конкретно влијание, но уверено сум дека има, бидејќи генерално го има во овој регион. Американската амбасадорка своевремено на ваквите теми од гениалците на Бихачка имала речица, одговори: не ми е познато конкретно руско влијание во Македонија. Иако во регионот го има, во Македонија го няма, разбираш. Ама може и Агелер не знае, бе. Ајде да видиме, да прашаме некој кому Жерновски веројатно ќе му поверува. Фактите зборуваат дека ние немаме докази и аргументи дека Русија има некое влијание овде во делот на влијанието на референдумот. Нема докази за руско влијание во Македонија преку дезинформации или лажни вести, рече премиерот Зоран Заев. Немам јас докази за некое руско влијание овде. Руската федерација е пријател на Македонија. Немам јас никакви докази за директно мешање или влијание на Русија или на било која друга земја. Бреј, и сега шо правиме? Ништо, бе, ништо. Не се замарај, Андреј. Игнорирај и продолжи си со верглање. Има руси на секаде. Изјавата на Марта Кос не е општа, за Македонија е. Има кинески пари од Унгарија и имигранти од Британија. Да не беше тажно, ќе беше смешно. Особено што единственото реално руско влијание во минатото, барем забележано, е ова.
Ало. Hello, it's Hello. Greta. Hi, Greta. Zoran Zaev speaking. It's my pleasure to talk with you. Thank you. Зоран Заев се најде на врвот на листата наивни политичари насамарени од познатите руски пранкери Вован и Лексус. На гостување во подкастот кај познатиот блогер Артемий Лебедев, двајцата руси го нарекоа поранешниот премиер херој на нивните шеги и го прогласија за најглупав од сите политичари. Открија дека цела година не го објавиле телефонскиот разговор со него и дека Заев им поверувал мислејќи дека разговара со поранешниот украински претседател Петро Порошенко, како и со шефот на НАТО Јен Столтенберг. Поранешниот македонски премиер испракал и фотографии од средби со други политичари, мислејќи дека навистина комуницира со Порошенко. Тврдат дека вие лично сте ги побарале неколку пати двајцата на телефоните што сте ги имале. Значи во таа комуникација која што сме имале, да, можно е како тие што ме барале. Мене јас сум го барал верувајќи дека е претседателот Порошенко. Кога свативте дека не сте вистинските личности? Завчера кога се објавија. Видиш, влијанието доаѓа од чудни канали. А денес дали постои? Како заклучок? Постои. Ама не во парадата во Бања Лука и унгарските пари за кои Жерновски свати дека се од Кина. Туку во нашиот пристапен процес кон Европската Унија, кој е закочен од држава која на времето не толку одамна сакаше да биде и членка на СССР, на Советскиот сојуз, во која земја и денес има високи политичари кои отворено навиваат за Русија и конечно, ако Русија не сака проширување на ЕУ, реално е да се предпостави дека е можно да ја блокира Македонија преку својата стара санстефанска љубов. И во тој случај руското влијание во македонската политика го спроведуваат вакви фаци. Масата има и конкретен предлог. И оваа влада мора да знае дека треба да престане да ги лаже граѓаните. Ветува измена на преговарачката рамка. Не е возможно да се случи. Ги плашат граѓаните само уште ова, дека имаме некаков ризик од загрозување на нашите национални идентитетски прашања, карактеристики во рамките на преговори. Тоа не е точно, стигнува демант од Бугарија. Тоа не е точно, стигнува демант од Бугарија. Тоа не е точно, стигнува демант од Бугарија. Ете, видиш, дошол демант од Бугарија. Тоа му е доволно на Филипче за да каже владата ве лаже, Бугарија е во право. Иако и на дете од 5 години му е јасно дека она што го прават сите во таа гарнитура, со сите антимакедонски остапки до сега, е национален срам. Ама со тој ќе си живеат тие самите. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, со кој што ќе зборуваме на сите актуелни прашања. Ќе биде интересно, останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. После бајаги време од најоправдани причини на свет, вечер ви имам чест да го гостам за прв пат како министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, задоволство е повторно се би да гостим во вашата емисија. Одамна се договараме, ама профилот на работата ти е таков. Си пресметал ли колку време од годината си надвор од Македонија, колку време дома? Побарав тој податок да го добием од кабинетот. Од објективни причини веројатно немале се уште време да го подготват, но висок процент на времето, да, точно е. Сум посветен на активности надвор од државата, но таква е позицијата. Сум сепак министер за надворешни работи и надворешна трговија, така да секојдневните активности бараат често ангажман и на мултилатерално, но и на билатерално поле надвор од државата. Една сугестија не мора од кабинетот, од дома праша и дома сигурно водат сметка. Веројатно кај нив печатокот е дека и уште повеќе од што реалноста на тоа. Ајде на почетокот уште едно приватно прашање, колку не достигал на времето поминато дома, буквално поради баш природата на обврските? Тоа е веројатно најголемиот предизвик во оваа позиција. Професионалните предизвици, колку и да се сложени, колку и да се тешки, секогаш ќе најдеш некое решение. Но времето изгубено со семејството, со најблиските, тоа е нешто што никогаш не можеш да го надоместиш, но сме се одлучиле за овој предизвик и моето семејство заедно со мене било свесно кога сме ја донеле оваа на крајот на денот, кога се разговарало за овој предизвик и дома сме заеднички дискутирале сте гледали сите можности.
Можам само да кажам дека не е лесно, но не сум дојден тука да се жалам. Напротив, сум дојден со целосна свест за кој е предизвикот и што е она со кое што треба да се соочиме, но дали има тешки моменти од приватна гледна точка, несомнено секако да. Еден од кога сме кај предизвиците, последен предизвик на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија во делот за надворешни работи беше евакуацијата на македонските граѓани од вечно трусното, но ете во последниве 2 недели еруптирачки трусно подрачје на Блискиот Исток. Прво, дали ги извлековме сите наши луѓе кои што побарале да бидат извлечени од регионот? За нас како институција последната година во делот на кризниот менеджмент беше навистина предизвикувачка и сложена. Јас напоменувам, ова е трет пат да се соочиме со криза од ваков логистички калибар за нас како институција и суштински, и човечки, и безбедносен пред се. Прво беше, доаѓаме до една година од страшната трагедија која што се случи во Кучани, каде што бевме клучен учесник во процесот на извлекување на 115 наши граѓани. Прво процесот на договарање на нивно лекување во странство, потоа организирање на транспортот, организирањето тука заедно со службата за општи и заеднички работи на транспортот и сместувањето на нивните семејства дур се лекуваат надвор од државата и на крај процесот на враќање. Неколку месеци после тоа се случи, ако се сеќавате, претходната безбедносна криза помеѓу Иран и Израел, каде што повторно прилично голема група наши граѓани од Израел ги евакуиравме назад дома. И сега повторно во една сложена ситуација каде што не беше прашање само на евакуирање на граѓани од една држава, туку голем број македонци живеат доскоро, но се уште живеат на територија на Обединетите арапски емирати, Кувајт, Бахрейн, Саудиска Арабија, Катар, Израел. И сметам дека и во трите ситуации многу успешно ние постапивме како институција. Јас сум задоволен и тоа што ме радува е што фидбекот од граѓаните исто така објективен покажува дека се чувствуваат како да во најтешките моменти знаат дека државата стои позади нив. Конкретно да го одговорам вашето прашање, се уште има наши граѓани кои што бараат евакуација се на територија на Обединетите арапски емирати. Но тоа е една група на граѓани на кои што во најголема мера им беше понудено место и на претходните летови, но од низа објективни и субјективни причини одлучија да не ја искористат таа можност која што имаше. Моментот, веројатно. И најголем дел од причините се разбирливи. Имаше неколку ситуации каде што, искрено да ви кажам, бев разочаран граѓани кои што до последен момент беа пријавени на летовите, па потоа не се појавија, но и за тоа можеме да дискутираме. Има празни места во авионот? Немаше празни места. Тука бевме прилично оперативни и успеавме да нема празни места во авионот. Имавме така наречени waiting листи, каде што нашите амбасади веднаш контактираа граѓани кои што чекаа да бидат на следниот авион и ги пополнувавме тие места. И голема е веројатноста дека во следните денови ќе го организираме последниот евакуационен лет од Обединетите арапски емирати. Свесно малку тактизиравме со последниот лет да оставиме можност на таа една поголема група наши граѓани кои што размислува да донесе конечната одлука, бидејќи после тоа нема да имаме услови веќе да организираме таква форма на евакуациони. Таква е проценката? Нашата обврска како држава е во овој момент да им обезбедиме излез на сите кои што сака. Не може во било кој момент и од било каде. Доколку некој одлучи при постоење на ваква состојба да остане таму, веќе станува прашање на лична одговорност и лична одлука. Нашата одлука, меѓу другото, беше и државата да ги покрие целокупно трошоците за ова враќање во државата, за оваа репатриација. И причината зошто ја донесовме таа одлука, бидејќи слушам и реакции по однос на тоа прашање, објективно е да кажам зошто ја донесовме таа одлука. Прво, македонските граѓани треба да знаат дека во ситуација на криза има држава која што стои позади нив. Голем дел од овие луѓе, млади луѓе, ранливи категории од одредени причини на граѓани, семејства со мали деца, студенти, луѓе кои што туристички патувале и биле заглавени, и решивме да бидеме држава која што ќе застане зад своите граѓани во моменти кога е невозможно на друг начин да излезете од таа држава.
Нешто на што посебно се гордееме и се радуваме е дека со нашите 4 евакуациони летови извлековме до сега 78 странски државјани. По билатерално барање на дел наши соседи, земји членки на Европската унија, имаме и точна статистика која што ја споделивме со јавноста. Зошто велам се гордеам за тоа? Затоа што станавме регионален лидер во извлекување на странски граѓани. Во минатото знаевме да бидеме држава која што единствено бара солидарност. Сега сме држава и која што во кризни и тешки времиња и нуди солидарност и на своите соседи, но и на своите меѓународни партнери. Дали имаше некакви информации за движење во Персискиот залив, за позиционирање на воени бродови и така натака имаш. Меѓутоа, како оди тој систем на подготовка, пример, за една ваква операција, бидејќи предпоставувам, сигурно не беше толку голем шок. Шокот беше од денот на нападите, дека се елиминирани огромен дел од водачите на чело со ајатолахот Хаменеи, но не беше шок самиот напад, кој што, аналитичари го антиципира. Ме интересира колку што може да споделите со нас, како оди тој процес на ниво на влада или на ниво на институција, проценка на безбедносни ризици и можна потреба од евакуација на граѓани од такво подрачје? Ние генерално во делот на безбедносните ризици, нашите институции си имаат своји проценки кои што постојано ги споделуваме, но истовремено како земја членка на НАТО добиваме и кредибилни податоци и информации од системот на НАТО. Тоа што можам со јавноста да го споделам, а што беше изненадување не само за нас, туку и за најголем држави во светот, е начинот на кој што Иран реагира спрема другите земји од Арапскиот залив. Значи, немаше никаков сомнеш, очигледно беше дека има акумулација на ресурси, воени ресурси, и на Соединетите Американски држави и на Израел околу Иран. Имаше известност, и тоа и пошироката јавност го знаеше, дека може да дојде до некаква форма на конфликт, како и што дојде, но одговорот масовен кој што се уште трае во овој момент. Дури ние седиме, посебно Обединетите Арапски Емирати се држава која што се многу погодени. Тука дојде до изненадување, мислам, на многу земји. Со напад за американските бази во суштина во овие земји. Така е, но факт е дека тие напади фактички, иако Иран вели се напади врз американски бази, факт е дека тие поминуваат и граници во територијата на овие држави и погодуваат често цивилни објекти. И затоа настана и целата оваа состојба. Ние оперативно веќе во делот на евакуацијата прилично брзо подготвивме план. Има тука и одредени законски аспекти кои што мора да се почитуваат. Не може државата туку така да склучи договори да нарача приватни, немаме национален авиопревозник. Значи мораше да склучуваме одредени договори, да ги почитуваме законските норми во тој дел, но тоа го направивме исто така на прилично брз и ефикасен начин, зашто крајно сум благодарен и на председателот на владата, но и на министерката за финансии, кој што навистина излегоа во пресред од една клучна финансиско-правна логистичка гледна точка. Ние подготвивме план, клучно во сите овие процеси е безбедноста на граѓаните. Во ниту еден случај да не дозволите ниту еден македонски граѓанин кој што е дел од процес на евакуација да биде под безбедносен ризик. Логистички имаше и разни предизвици. Носењето на сите тие наши граѓани на аеродромите. Не само носењето на аеродромите, граѓани, Катар има целосно затворен воздушен простор. Сите наши граѓани кои што беа во Катар, во Бахреин и во Кувејт, моравме со автобуски превоз да ги однесеме до Саудиска Арабија, каде што е отворен воздушниот простор. Друг предизвик кој што го имавме, се уште имаме визен режим со Саудиска Арабија. Моравме по дипломатски пат да договараме издавање на визи на граница. Сакам да кажам, има многу работа во позадина и успешно функционирање на нашата мрежа на дипломатски конзуларни представништва. Тоа сакам да прашам, логистиката на терен, ДКП-ата ја прават? Целосно Министерството имаше кризен штаб 24/7, отворени линии, но и тим кој што заедно со нашите ДКП работеше на организирање на навистина сложен, комплексен процес. Граѓаните кои што ги евакуиравме од Израел, во најголема мера мораше да бидат евакуирани преку Египет. И тоа е посебна безбедносна логистика, но треба во сите овие евакуации треба и одобрение од државите
од каде што се прави евакуацијата и кон кое што се движи евакуацијата. Покрај одобрение дополнителна безбедност. Така е. Заштитни мерки полициски или воени сили да придружуваат. Сето тоа имавме ситуација каде што летото од Саудиска Арабија заради недостаток на билатерален договор помеѓу нашите две држави мораше да слета во Приштина. Значи обезбедување не само на превоз, туку соодветна и безбедносна логистика на нашите граѓани. Тие што беа на летот од Саудиска Арабија кој што слета во Приштина, веројатно се сведоци на фактот дека добија полициски ескорт нашите автобуси од меѓународниот аеродром во Приштина до нашата граница. И затоа сме благодарни на нашите пријатели од Косово, на кои што па ние им излеговме во пресврт со евакуација на прилично голем број граѓани. И тука се гледа добрата соработка помеѓу државите, добрата позиционираност на нас како држава и на нашите дипломати на сите овие локации за кои што разговараме. Нашите ДКП буквално денно, ноќно работеа и мене барем што ме радува во комуникација со овие граѓани наши кога ги гледаме најчесто кога ги пречекуваме при пристигнување во државата, има позитивен фидбек, велат конечно имаме држава која што застана позади нас како граѓани. Граѓаните има приликата, мислам гледачите го гледаат на било која телевизија која известуваше за кога пристигнуваа на Скопскиот аеродром луѓето од тој регион, да, онака се гледа искрено чувство дека државата одреагирала она што ние би сакале да е нормално, нели? Не сме навикнати на таков начин на одговор на државата, но честитам и ако реакцијата кон нашите граѓани или помошта кон соседите, колку што е побарана од нас, ја оцениме за 10, бидејќи така ми звучи. Колку бевме подготвени на стратешко ниво кога се во прашање енергенсите, можниот ризик од недостаток, поврзан со флуктуациите на пазарот на нафта, кој што не може да се предвидат од ден за ден. Пред некој ден, кога беше најавено дека 400 милиони барели ќе бидат ослободени, се очекуваше паѓање на цената. Во меѓувреме новиот ајатолах кажа дека ќе минираат бродови во Ормудски теснец и така натака. Како од економскиот аспект се носиме и колку може ние да се носиме како една мала земја на Балканскиот полуостров со вакви светски промени, бидејќи кога е нафтата во прашање, односно енергенсите, поради берзите на кои што таа се тргува, било каде да има криза, таа влие на целиот свет. Прво, начинот на кој што го почнавте коментарот и прашањето, ви благодарам за честитката, но граѓаните треба да знаат, ниту има потреба од честитка, ниту од благодарност. Често не се заблагодаруваат. Тоа не е работа. Затоа постои држава. И кога сте македонски граѓанин, треба да сте убедени дека каде и да сте во светот, има држава и систем кој што стои позади вас, и тоа е она што како институција работиме да го покажеме во последните 2 години. Интересите наши национални ќе бидат секогаш заштитени, а национален интерес не е само политика, туку и секој еден македонец кој што е надвор од границите на државата. Во однос на економскиот и енергетскиот дел, оваа сериозна политичка безбедносна волатилност која што се случува во Блискиот Исток, несомнено е дека ќе има влијание врз глобалната економија. Значи, фокусот е нели на како ќе влие врз цените на енергенсите, снабдувањето на енергенсите, но исто така ограничување на еден толку круцијален и стратешки значаен простор, како што е теснезот Хормуз, значи и големо влијание врз ланците на снабдување, кои што се не само енергетика и енергенси, туку имаат огромни импликации. Ние, доколку се сеќавате, веднаш по настанувањето на кризата, претседателката на држава свика Совет за безбедност и она во нејзината изјава јавно кажа дека едно од темите на кои што беше дискутирано дури вториот ден од кога настана кризата беше нашата политика во делот на енергенсите. Резервите се стабилни. Работиме заедно, како што видовте по средбата на претседателот на владата вчера со представниците на маркетите, колку што можеме во овој момент првичен да воспоставиме контрола за да не дојде до некој поголем инфлаторен шок. Значи, соодветни мерки институциите превземаат не само во делот на енергенсите, туку во една поширока смисла, но клучниот одговор на колку ќе влие и како ќе влие ова прашање дефинитивно ќе даде
одговорот е поврзан со колку време ќе трае оваа криза. Има многу различни предвидувања. На крајот на денот, ние како држава и јас како министер не сум дојден тука во својство на универзитетски професор и аналитичар, дојден сум како представник на држава. Функцијата на државата, независно дали е кризен менеджмент во состојбата која што ние бевме сочени како институција или за овие економско-енергетски прашања, е да се надева за најдобро решение, но да се подготвува истовремено и за најлошо решение. Така да мислам дека институциите така се поставени во моментот. Нашата цел е економска стабилност, ценовна стабилност и има точен план за секоја возможно сценарија која што е разработена. Нема ни да прашувам каков би бил планот од аспект на подготовка за најлошо, нели никој не посакува да дојде до тоа, но ќе прашам дали во овој нов геополитички контекст Македонија, кој што е, мислам според сите разумни аналитичари, прозападно ориентирана земја, е во безбедносен ризик поради својата ориентација? Во моментот не постои, тоа го слушнав исто така како изведок од Советот за национална безбедност, не постои голем безбедносен ризик за нашата држава. Тоа македонските граѓани треба да го знаат. Прво да, ако погледнете во една поширока смисла, сме географски блиску, не сме далеку, таму каде што случуваат конфликтите, но исто така сме дел од еден колективен безбедносен систем, наречен НАТО, кој што се има покажано токму денес, повторно системот на НАТО пресретна ракета која што се движеше на кај територија на Република Турција, по трет пат во последната недела, да една ракета се движи на кај територија на Република Турција, што покажува дека системот за воздушна одбрана на НАТО е ефикасен и функционира како што треба. Така да од таква перспектива, нашите граѓани не треба никако да се грижат за својата лична безбедност. Дали има некои потенцијални ризици кои што и постојат, независно од овој конфликт, врз одредени објекти, секако дека постојано нашите институции се грижат за било какви ризици од таква форма да бидат анулирани. Затоа Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за национална безбедност, но и другите институции во безбедносниот сектор постојано прават проценки и си превземаат мерки согласно нивните надлежности. Нашите граѓани не треба да се грижат дека заради нашата стратешка ориентација има некој зголемен безбедносен ризик кој што произлегува од оваа криза или по однос на нашите позиции по оваа криза. По мене не треба да имаме никаква дилема каде припагаме ние. Значи, јас навистина некогаш се чудам како може било кој македонски граѓанин да мисли дека нашата држава требала да застане на страната на Хомени или на Иран, еден брутален, репресивен режим, кој што убива, малтретира свој народ само за една мала група, која што е прилично моќна и прилично влијателна, одржи контрола врз државата. Вие погледнете го прво целиот тој регион во арапскиот залив. Колку развиени држави, модерни држави има. Повеќето од нив монархии, патем. Но развиени, модерни и често либерални во пристапот кон својот народ и правата на своите народ. Има една добра аналогија која што беше кажана од еден многу познат аналитичар Зиран, вели во 70-тите години ајатолата и шејкот Заид во Обединетите арапски емирати се качија, вика, во два паралелни лифта. На шејкот Заид лифтот ја однесе својата држава нагоре, на ајатолата лифтот ја однесе и ја потона својата држава надолу. Од една земја која што била прогресивна, развиена, модерна, богата, е претворена во еден од најрепресивните режими кој што развиваше нуклеарно оружје, кое што беше огромен ризик за нас како континент. И добро е што ги спомнавте и реакциите на дел од граѓаните. Колкав е тој дел, не може да процениме, бидејќи генерално правилото кое што важи е дека највидливи се најгласните. Така, честопати ќе си земам слобода и да продискутирам дека меѓу погласните
голем дел од луѓето не прават некакви големи стратешки анализи. Може би тргнуваат од некои своји идеолошки убедувања, може би тргнуваат од некоја своја, антизападна позиција поради чувството дека ние припаѓаме на регион кој што цело време сака да оди кон запад, за сметка на тоа плаќаме големи концесии цело време и така натака, но ќе потврдам, ќе се согласам со констатацијата дека и мене ми е чудно како некој од тука или од страна би навивал за таков начин на организирање на државата. Од друга страна си викам, честопати како сум се чувствувал кога некој од страна ќе дава оценка за состојбите во Македонија, и тоа е свет во кој што јас можам да живеам поразлично него ти како министер, бидејќи сега вие не настапувате од лично име, туку од име на Република Македонија, од име на државата. Во ова светло имало реакции предходно за пример нашите гласања во Обединетите нации. И сега од овој табор кој што денојве Андреј Жерновски пред некој ден обвинува дека овде имало руско-кинеско влијание, од истата таа политичка номенклатура имаше обвинувања, еден Фрчковски, нели, колега бивш така, едно пензиониран веќе. Пензиониран, да. Зошто Македонија гласала, мислам дека беше за санкциите во Куба. Така, од една страна вика овде руско влијание, од друга страна цело време гласаме како што гласа Америка во рамки на Обединетите нации. Како е да се функционира во еден така поларизиран амбиент? Амбиентот го поларизираат или се обидуваат да го поларизираат, не мислам дека се успешни во тоа, луѓе кои што не разбираат. Или може би разбираат, но се свесни дека манипулираат јавност. Едно од двете. Од политички причини. Да, од лични причини. Знаете како, сега вие да сте личност која што цел живот единствено што работите и што знаете е политика и надвор од политика не сте сработиле ништо, вие зависите од политичката функција и за да ја задржите или да имате некоја политичка функција, тако ви е примерот на еден од луѓето кои што ги спомнавте, за другиот веќе и нема потреба да даваме повеќе коментари, јавноста си знае и сега знаете како, за да задржите таа функција, ќе измислувате, ќе навредувате, ќе напаѓате. Кои се фактите? Прво, погледнете го последниот извештај на Европската комисија, каде што за нашата земја вели највисоки оценки во делот на усогласеноста со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија, но оди и чекор подалеку од тоа, вели се поздравува стратешката определба на државата во надворешната и безбедносна политика. Да не повторувам по 100 пат. Прва држава сме во регионот кој што подпиша, јас како министер подпишав партнерство за безбедност и одбрана со Европската унија. Нема никаква дилема за стратешката определба на нашата држава. По однос на прашањето за Куба, гласавме заедно со други европски земји и членки на Европската унија на линија на Соединетите американски држави, наш стратешки партнер. Ако гледаме против кога сме гласале? Против брутален комунистички режим кој што има оставено во својата држава народ без лекови, без храна и ја има комплетно изолирана. Тоа се факти. Значи, не може да бегате од фактите. Вие можете политички да манипулирате, да велите они се антизападно, проруски, проова, проана. Факт е дека Европската унија не пофалува и ни дава највисоки оценки во заедничката надворешна и безбедносна политика, а со Соединетите американски држави сме стратешки партнери и во пракса и на дел. На ова нема што ни да се одземе, ни да се додаде, бидејќи тоа не е мое лично субјективно гледиште или анализа, тоа е гледиштето на нашите два клучни партнери, Европската унија и Соединетите американски држави. Кога зборуваме за надворешно влијание, српски свет, унгарски свет, се слушам. Кинески... Да. Кажа во едно неодамнешно интервју, па еве дозволете ми и тука да го повторам. Ако сме нечив свет, јас се шегувам, иако не сме ничив свет, не сме македонски свет и се работиме за наши интереси, но економско влијание. Која држава е најголем директен инвеститор во нашата држава? Австрија. Да. Јас се шегува, велам, ние сме, ако сме нечив свет, тогаш сме веројатно австријски свет. Една од најголемите банки, австријска.
една од најголемите осигурителни друштва. Телекомуникацијски компанија. Телекомуникацијска компанија. Енергетски. Енергетик, Австрија. Градежништво, Австрија. Други дејности и индустрии. И сега ние сме австријски свет. Тоа е примитивно поставување на тезите. Или не знаат подобро, или знаат, но лажат. Како и да е, не е добро. Прво, не е добро за нив, бидејќи ги гледаат и нашите меѓународни партнери. Свесни се за каков е нивниот однос. Видовте како пукна, како меур од сапуница целата оваа теза за британски мигранти, ако се сеќавате. Брутално пукна. Амбасадорот Лосон, мислам дека дури и непријатно му беше што по втор пат мора да го кажува истото, но го каже. Но немојте да мислите дека меѓународната заедница таквиот неодговорен и антидржавен однос на нашата опозиција не го нотира. Но ние сме избрани од граѓаните да работиме. И да ја оправдаме довербата која што ја добивме во една навистина во сложени времења. За односот на опозицијата, која што се доведува во ситуација самата меѓународна заедница да ја демантира и преку своји извештаи, па и директно преку своји представници, граѓаните нека судат, ние сме демократија, повторно ќе имаме избори, веројатно и ова ќе бидат теми на тие избори и крајната оценка ја дава народот кој што не гледа дома. Да одиме на трет континент во разговорот, нели? Почнеме со Азија, сега Европа, кон Америка. Какви ги спомнавме, нели, односите, гласање и така натака во Обединетите нации или некаква усогласеност со надворешната политика на Соединетите Американски држави покрај таа со политиката на Европската унија, особено па во време кога политиката на Европската унија и на Соединетите Американски држави не секогаш конвенира во дадени моменти. Европа е многу поразлична од Американската унија на држави по начинот на функционирање и често, нели, сега и се преиспитува внатрешно. Има дури повиците одат до таму да еден Мерц или еден Макрон повикаат и на обновување на контактите со Русија, која што исто така, сега некои ни нарекуваат на границата на Европа, но, нели, е дел од европскиот континент. Но, реков, ме интересира во однос на Соединетите Американски држави, колку сте задоволни од начинот на развивање, на прогресирање на таа, како нова политичка влада во Македонија, нели, од јуни, така, јуни беше 24-та година. Како тие односи се развиваат и колку е сложено фактички да се одржуваат, имајќи предвид дека сигурно Марко Рубио и Доналд Трамп не прават посебни состаноци за Македонија, но ние припаѓаме во некоја зона на нивниот интерес и, нели, имаме и некои очекувања од тој однос. Би требало да е взаемен, нели, не само ние да даваме политичка поддршка како една мала земја од срцето на Балканот, туку очекуваме нешто и за возврат. Така. И реципроцитетот е клучен во меѓународните односи. Да видите што вие ќе дадете, не само поддршка политичка, туку и во делот на економската и трговската соработка и што ќе добиете за возврат. Ние очекуваме во првата половина на 2026 година, значи во следните неколку месеци, да имаме следна сесија на стратешкиот диалог, секако кога таа ќе биде закажана, ќе информираме јавност. Во делот на политичките пораки, праќани кон нас. Јас можам уште еднаш да повторам, јас во мај од претходната година бев првиот министер за надворешни работи од земјите на Западен Балкан, кој што во Стейт департмент бев примен од државниот секретар Рубио. Сега, факти, тоа вие што го велите, Соединетите Американски држави се занимава со крупни и големи геополитички предизвици кои што се изразени како никогаш досега и решавање на големи конфликти. Но, ние продолжуваме комуникацијата и сме фокусирани на тие клучни аспекти кои што ни се значајни на нас. Се сеќавате, пред отприлика месец дена, објавивме заедничка изјава која што е сигнал и не носи на пат кон склучување на меѓусебен трговски договор, каде што добивме услови, во таа заедничка изјава се гледа,
кои што се на ранг, па од некои аспекти и подобри од тоа што го добија Европската унија, но се далеку поконкурентни од тоа што го добија многу држави во светот. Ние сме... Тоа е сработено, не е тоа дадено така, нели? Заедно со Европската унија и со Велика Британија, бидејќи Европската унија заеднички сите земји членки преговараа со ЕУ, сме трет европски субјект, ако може да се каже така, кој што има таква заедничка изјава со Соединетите американски држави. Замислете една држава која што во моментот преговара со целиот свет. Значи, трговскиот представник на Соединетите американски држави, тоа е де факто министер за трговија, член на кабинетот на председател Трамп, по кабинет мислам на владата, не на потесниот кабинет на советници, господинот Грир, неговата институција преговара со целиот свет. За ние да бидеме една од првите држави во светот кои што ќе дојде до таква заедничка изјава. Таа заедничка изјава и тој процес на преговори, тие мерки кои што ние ги превземавме према Соединетите американски држави, помогнаа да наши компании кои што се зависни од извозот спрема Соединетите американски држави, да ги одржат своите позиции на американскиот пазар. Што значи тоа? Одржување на извоз, но исто така и спасување на работни места кои што беа под ризик. Дел од нашите компании во моментот извезуваат спрема Соединетите американски држави и со тарифни стапки под 15%. Иако таа е општата тарифна стапка. Као граница е така. Тоа е знак на добра волја на Соединетите американски држави и почит кон нашата држава. Погледнете изјавата на Джеймисон Грир, трговскиот представник на САД, по подпишувањето на договорот, ќе видите дека таму се нагласува дека дел од причината зошто имавме приоритизација беше и овој стратешки однос и тоа високо ниво на комуникација помеѓу двете држави. Преку стратешкиот диалог кој што следува во текот на оваа година, очекуваме и други опипливи мерки кои што ќе можеме да ги презентираме спрема пошироката јавност, но да оставиме тоа да го презентираме на јавноста кога ќе бидеме крајно усогласени со властите во Вашингтон. Колку е сложено да се функционира меѓу тие два света, ако, например, заклучам дека на шпанскиот премиер му е многу тешко изминатиот период, Педро Санчес, нели, даде една изјава во врска со ситуацијата во Иран, па во веќе познатиот манир председателот на Соединетите американски држави најави дека ќе ги прекине во моментов сите трговски релации со Шпанија. Како една Македонија, земја аспирант за членство во Европската унија и дел од европскиот континент, ја гради својата стратегија во моменти на триење меѓу Америка и некои земји членки на ЕУ или некои од тие чиновници на Европската унија во разни ресори? Видете, знаете, често велат во политиката 24 часа е долго време. И тоа посебно сега некако тој феномен како да е нагласен. Затоа што се случува посебно во последните неколку месеци, години, е нагол развој на одредени состојби кои што може многу да влијаат. Еве гледаме по примерот по кој што почнавме дебатата, а состојба во Блискиот Исток. Неочекуваната можеби очекувано, но не антиципирана до тој степен однос на Иран спрема овие земји, какви политичко, безбедносни, економски и трговски импликации имаш. И затоа, кога се поставувате кон состојбите, секогаш првата дилема и првото прашање треба да биде кој е нашиот интерес. Ние сме мала држава, со специфична географска позиција, земја членка на НАТО, земја која што посакува да стане полноправна членка на Европската унија и имаме некои параметри по кои што секојаш ја движиме нашата надворешна политика. Јас често, бидејќи добиам прашања од ваков вид, велам, ние имаме три фундаменти на надворешната политика. Усогласеноста со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија, стратешкото партнерство со Соединетите американски држави и да бидеме кредибилна членка на НАТО алијансата. И кога мериме и носиме одлуки, тие се трите фундаменти, но пред се и над се го имаме македонскиот национален интерес и тоа што е нас, политички, безбедносен, економско-трговски интерес и така се поставуваме при носењето на одлуки кои што ќе повторам и се согласувам со вас, во ова време се потешки и посложени да ги донесат. Предпоставувам
да не речам, знам дека нели еден од врвните наши интереси е влезот во Европската унија без никакви досега веќе видени за жал кочници на тој пат кои што немаат допирна точка со објективните критериуми копенхашките за членство во унијата. Дали очекувате вие и како министер и како влада, оно што го очекуваме ние, кои што не сме на Илинденска безброј, поддршка од Америка, например, во олеснување на нашиот пат за членство во Европската унија, бидејќи една работа е несомнена. Америка не се откажува од Европа и покрај тоа триење, и покрај некои несогласувања и така натака. Лани состојбата на Минхенската конференција беше една, постојано е говор на подпредседателот на Америка J.D. Vance, но годинава на Давос Трамп упати јасни пораки кон Европа дека може да смета на Америка, дека Америка нема да се откаже од Европа, значи дека како јас го читам тоа, дека Америка би можела да се вклучи во некои процеси директно или индиректно, не викам со специјален пратеник или не, но генерално дали и тоа било тема, ако не е државна тајна, такво некое барање до Соединените американски држави да фрлате на рака помош. Ова малце долго прашање, во кратки црти би било следно. Сега некој седи пред телевизор, вика праша го бе министеров дали американциве, имаме блиски сме, се знаете со Латник и Крис Павловски, тој се знае со Трамп, што не му кажат да им каже на бугарите им е свитка раката. Камо процесите во надворешната политика, јасно. Камо процесите во надворешната политика да беа толку лесни и толку брзи. За жал, тука е тоа тешко да се разбере дека сосема спротивното знае често да се случи, но да дојдеме до одговорот на нашето прашање. Прво, нашата обврска е во делот на дипломатскиот ангажман, фокусот кон решение на овој предизвик кој што го имаме, да го насочиме кон Европската унија и незините земји членки. Бидејќи тие се тие кои што од внатре одлучуваат за решавање на ваков тип на спорови. Дали Соединените американски држави останува фокусирана кон Европа, тоа исто се согласувам со вашата констатација дека немало ни дилема дали ќе останат фокусирани на Европа, но дали оваа администрација има еден малку поинаков пристап кон односите со Европа и со државите во Европа, и тоа е факт. И најдобро тоа се гледа преку јавно објавените документи во делот на надворешната и безбедносна политика. 2 од 3 клучни документи веќе се објавени, каде што поголем фокус се става на билатералните односи со државите. И тоа го гледате прво по ангажманот кој што фактички се случува на терен, но тоа го гледате и по некои јасни пораки кои што ги има. Например, фактот дека државниот секретар Рубио нема остварено билатерална средба со високата представничка за надворешна и безбедносна политика, неју која што е де факто министер за надворешни работи. И тоа е пораката која што во пракса се праќа дека фокусот не е на билатералните релации, него односите со Европската унија. На нас во нашиот домен на работа ни се многу значени носителите на одлуки во ЕУ, дали е тоа председателката на комисијата фон дер Лајен, председателот на советот господинот Кошта, Каја Калас, кој што спомнавме, со кој што имаме одлична соработка и работиме во делот на развивање на диалогот во одбраната, безбедноста, надворешната политика, еврокомесарката Кос. Во делот на Соединените американски држави примарниот фокус ни се билатералните односи, и тука не се само политички, економски, трговски, од личната соработка која што имаме во одбраната и безбедноста. Гледате, министерот Мисајловски, владата постојано презентираат тековни проекти кои што ги имаме на тоа поле. Тоа што го работи министерката за енергетика Божиновска, тоа што го работи министерот за дигитална трансформација Стефан Антоновски во делот на дигитализацијата, Министерството за внатрешни е исто така многу активно. Коридорите ни се клучни за енергетско поврзување. Значи, сите тие елементи се клучни за нашите билатерални односи. Во делот на соочувањето
со криминалот, високата корупција, голем дел од активностите на министерот Тошковски и Министерството за внатрешни работи се поврзани токму и значено е многу билатералната соработка која што имаме со САД. Но во делот на европските интеграции, Соединетите американски држави секогаш како наш стратешки партнер ќе стојат позади нашите цели. Дали е ова тема која што ја дискутираме и отвараме со Вашингтон? Дефинитивно да. Во моментот сум многу внимателен, посебно на темата со Бугарија и европските интеграции во сите јавни изјави, ќе ви кажам и зошто. Затоа што во овој момент има изборна кампања во соседна Бугарија. И секоја моја реченица може многу лесно да стане дел од тој изборен наратив. И јас да ја дадам, да го кажам и сето она што го мислам, и сето она што треба да го кажам, може да биде злоупотребено, а ние како држава немаме никаква корист од тоа. Јас сето мое однесување и сето она што го кажам, примарното прашање ми е што имаме ние како држава, да добиеме и да изгубиме. Така да би ви кажал, имаме комуникација со Вашингтон, но за жал не сум во ситуација во моментот да дадам толку директен одговор како што може би и треба, бидејќи не сметам дека преку јавен настап би го решил предизвикот. Резултатот ќе се види, нели, или би се видел. Така да тоа секогаш било поважно од билдапот. Некојаш подобро и да не се знае ништо за процесот и на крај да бидеме позитивно изненадени. Зборувам општо се, немам јас инсайдерски информации, да не мислат гледачите. Океј, комуникација и стратегија со Америка имаме. Дали имаме комуникација со Софија, моментално официјална Софија, или па можеби да Македонија таргетира кој потенцијален, например, дали Тимчо Муцунски знае кој би бил новиот Георг Георгиев, не Георг Георгиев, не знам кој е нивниот МНР во моментов. Премногу се менуваат, I lost count едноставно. Но кој би бил можен твој хомолог во Бугарија, кој е подобро да победи? Таму е чудна ситуацијата малку, нели? Румен Радев даде оставка од председател со намера токму да учествува на изборите. Имам чувство лично, читајќи, следејќи таа сцена, дека полетот кој се надеваше дека ќе го има, не е баш таков, но и да го имаше, пак нема да има убедлива победа во која што ќе може да има стабилна и сигурна влада. Во превод, потешко е да се води надворешната политика на Македонија општо или само да се размислува за нашиот најголем проблем во моментов, колку нерешлива енигма е таа политичка сцена таму, бидејќи нели нашата иднина во моментов, како што се сега поставени работите, сепак е под директно влијание на Софиското вето. Ако се кејате на Минхенската безбедносна конференција, председателот на владата Мицкоски оствари средба со председателот на Европскиот совет господинот Кошта. Така е. Истиот Антонио Кошта, кој пред околу половина година во Софија кажа дека за нашата држава треба дополнителни гаранции. И ние интензивно имаме комуникација со него, со неговиот тим, со представниците на Европската унија по однос на ова прашање. Затоа што да, ние не сме подготвени на национални концесии, по секоја цена, тоа јавно сме го кажале, и нема да бидеме како нашите претходници, бидејќи гледаме дека тоа ништо не ни реши, но истовремено сме свесни дека има проблем на кој што треба да му се најде не може решение. под тепих да го ставиме. И немаме интерес ние да го игнорираме. Напротив, имаме интерес да најдеме решение кое што ќе ни обезбеди само почит и кредибилен и предвидлив пат кон полноправно членство. Во моментот има техничка влада во Софија. Не би си дозволил да коментирам резултат од избори. Би кажал само дека ние посакуваме стабилна влада во Софија, политички стабилна влада, со која што ќе можеме да развиваме диалог. Тоа е нашата желба. Како граѓаните во соседна Бугарија ќе гласаат на тие избори, тоа си е нивно право. Имаат апсолутно право да се изберат влада која што мислат дека е најдобра за нивната држава. Ние, не само кај Бугарија, кај сите наши соседи, посакуваме политичка стабилност, бидејќи кога има политичка стабилност, е лесно да се работи на билатералните односи и лесно да имаме фокус на проекти кои што значат напредок. Ги спомнавте проектите поврзани со коридорот 8 и 10. На коридорот 8 едно од клучните наши партнери е со Бугарија и тука имавме и одреден значаен напредок по однос на тоа прашање. Работите се движат во позитивна насока, така да ние во Софија не е наше да кажуваме кој ќе биде или не би си дозволил да предвидувам кој ќе дојде на власт, посакуваме стабилен партнер.
веројатно секој би посакал стабилен и разумен партнер, но да, искуството не учи на нешто друго, дека темата Македонија парадоксално, откако го подпишавме договорот со кој што, како што викаше Заев, ги решивме сите отворени прашања со соседите, на површина излегоа прашање од пред 160 години, тоа прилично агресивно, можеби поради политичката конфигурација на терен во Бугарија, кај што секојаш е потребна некоја помала партија со радикални ставови кон Македонија да биде дел од владата, како што беше Еден Каракачанов, или можеби па таквите партии постојат токму со таа функција, но да не анализираме, се согласувам, бугарската политичка сцена, ќе видиме што тоа ќе ни донесе. Тоа е, ако е надевање на најдобро, да се надеваме дека ќе има шифт во бугарската надворешна политика и некој по-рационален, разумен и навистина пријателски став кон Македонија, што е подготвувањето за најлошо, односно дали по дипломатски канали може да се лобира, како што тоа јавно го направија Александар Вучич и Еди Рама со набарање за, тоа не е ни нивна идеја, Макрон зборувал за Европа на концентрични кругови одамна, предпоставувам дека е комплементарна таа идеја, или па не би си предпоставил дека не би ја дале таа идеја Вучич и Рама без некаква консултација, барем со една од големите земји членки на Европската унија. Се гледаме ли и ние некаде во тој пакет? Имаше еден нон-пейпер за кој што се зборуваше од комесарката Марта Кос токму на таа тема. И конечно, возможно ли е еднаш геополитичките турбуленции да бидат од наша полза, ако ние не избрзуваме, како што според мене сигурно, ќе користам дипломатски речник, ценејки го кажаното од Ципрас во јуни 24 година, кога Грција, антиципирајќи геополитиката, добила она што го сака од нас во однос на промената на името. Овој пат, поради повод, војната на Русија во Украина, но и глобалната нестабилност, ние да видиме некој фајде аир и да притисокот е насочен на друга страна во однос на олабавување кога е во прашање Македонија и она што го сакаме, членство во Унијата. Прво, за кој што треба да бидеме свесни како држава и кога следиме вакви дискусии, дека ЕУ од кога го заврши својот последен поголем циклус на институционални реформи во 2005 година со Лисабонскиот договор, веројатно во моментот кога го заврши тој процес, од наредниот ден почна да разговараат за реформи во ЕУ. И тоа е една дебата која што 20 на години, сега 2026 година сме трае, и во делот на начинот на одлучување, и политиката за проширување е секогаш дел од таа дебата. Може би тоа што сега ја забрза дебатата е потенцијалното мировно решение за Украина, кое што е секако, за жал, ние сите би сакале што побрзо мировно решение, но за жал е се уште во голема знак прашање, но како тоа потенцијално мировно решение ќе има импликации врз политиката за проширување. Има различни алтернативи кои што во моментот се дискутираат, за кои што се разговараат, но за некои од нив кои што се презентирани, согласно тоа што ние го знаеме како држава, има одреден отпор кај групи на земји членки заради различни причини. А за да дојде до една ваква промена, треба да има повторно консенсус. Дали ние сме свесни за тоа што се дискутира, дали ние водиме диалог со одредени земји членки за да имаме подобри информации, да имаме подобро подготвени, без никаков сомнеш. Наша цел во моментот е полноправно членство во Европската Унија. И така имаме поставено нашата политика, за такво решение разговараме. Тоа што е факт е дека Европската Унија, што мораше да се случи војна за кај дел од Европската Унија да се развие свест за тоа колку е стратешки битан овој регион. И колку е голем ризикот ако вие оставите вакуум во некој регион да се најде некој што ќе го пополни тој вакуум. Предноста наша како држава е што ние сме навистина ние сме по природа проевропска држава. И сите овие, се согласувам, вие го спомнавте тоа на почетокот. Има едно прегласно, посебно на социјални медиуми е видливо, такво едно прегласно малцинство кое што е анти-ЕУ, анти-Соединетите американски држави, но тоа не е реалната слика на што мисли нашиот народ. Нашиот народ и од историски,
но и од причина наш национален интерес е ориентиран кон Европа и кон Соединетите американски држави и вредностите на Западот. Значи, ние како држава немаме ризик од евроскептицизам, но имаме ризик од европесимизам. Ние посакуваме да сме земја членка на Европската унија. И нема никаква, не треба никој да се надева дека ќе се смени таа наша стратешка определба, но има недоверба во тоа дали Европската унија е искрена кон нас и ќе го испорача тоа спрема нас. И заеднички треба да работиме, да се бориме против европесимизмот. Колку што ние како влада, преку европски реформи, и тука се гледа и се нотира од Европската унија и незините земји членки институции сериозен напредок во делот на реформската агенда во последните неколку месеци после локалните избори, но треба Европа да возврати на ист начин. Овие предизвици, како предизвикот со енти-екзит системот, на кој што работиме за решение, предизвикот со тарифите кои што на цел регион му се наметнуваат во делот на извозот на челик спрема Европската унија, се нелогични и штетат на репутацијата на Европската унија, бидејќи од нас од една страна, преку осогласеноста со ЗНБП, се очекува дека ќе воведеме санкции и рестриктивни мерки спрема Русија, Белорусија, Северна Кореја, но потоа сме ставени како регион во иста група во делот на овие тарифи за челик. И ова сето што ви го зборувам на вас, па и на јавноста, го објаснувам и пред представниците на Европската унија. Наоѓање на решение на овие предизвици е знак дека Европа е искрен кон нас на регион. Ние работиме како држава, ние ќе си го сработиме нашето, но и вие треба да покажете дека во делот на стратешката определба сте искрени спрема нас. Како држава, од Европската унија, дали преку ИПА фондовите, дали преку други фондови, навистина имаме многу добиено од нашиот пат кон полноправно членство. Безброј проекти, директно финансирани од Европската унија. Проекти кои што се најавува дека ќе се финансираат, но мора подобро тоа да го представиме на граѓаните, а исто така мора да се најде решение за овие политички, билатерални, национални препреки кои што на нас како држава постојано ни се поставуваат. Желбата се најде решение, јас не се сомневам во неа. Каква е проценката дека е возможно во догледно време да се не знам, да се сечат јазлите или да се одмотуваат лека по лека? Во политиката 24 часа се премногу долги да се дадат вакви проценки, како што ви кажав претходно. Наша обврска е да работиме. И да даваме се што можеме, да наоѓаме од една страна решенија кои што се возможни, креативни, но не ставаат под ризик како што сме биле ставени во минатото. Предвидливоста е клучниот термин за нас по тој пат. Сега да кажете дека ние сме проактивни на тоа поле, например, конкретно околу спорот со Бугарија, дека нудиме можни солуции, не само бараме некој да направи магија и да го реши проблемот. Абсолютно. Но сите решенија кои што ги нудиме и кои што се разгледуваат, се во рамките на тие позиции и тие клучни политички аспекти кои што веќе ги имаме представено на јавност. Тоа мислам дека е јасно. Тоа е, бидејќи јавноста не смее да изгуби довербата во своето државно раководство кога се во прашања вакви крупни политички одлуки. Легитимитетот од кај што ни извира, ние треба да го почитуваме ставот на тој легитимитет. Мислам, тестот на времето го издржа вашиот став. Многу пати изминативе години, нели, ги слушавме тие кафе муабети. Готово, утре ќе направите. Не утре, после изборите, не после изборите, после конгресот, не после конгресот, после локалните избори, нели, не оваа среда и идниот петок, меѓутоа остапката не се случува, напротив, начело со премиерот Мицкоски, па и сите во хиерархијата, резолутна е таа позиција, одлука, црвени, ама на вистински црвени линии и јас сум убеден дека ќе обстоите на нив. Што попат ние креативно ќе смислиме или некој можеби ќе смисли, ќе го понуди, ако е прифатливо за нас, секојаш останува да биде прифатено од Бугарија или нели Бугарија да пие кафе како што пиеше Орбан кафе во една прилика, сега пак малку мали џокица како гледа на ова, но тоа е знаете, поинаку ја доживуваме политиката, вие кои што сте учесници во незе и ние кои што ја гледаме од страна и сме виделе секакви сценарија, па и најневозможните се возможни. Или што би рекол 24 часа се
многу во политиката, но комуникацијата со Софија, она што како информација достапна за јавноста ја имаме, е дека не е толку интензивна колку што ние би сакале да биде. Односно дека имало чести обиди од наша страна на различни нивоа да се направи диалог, па и средби, имаше и отворени покани од наша страна за средби, на кои што не беше одговорено од спротивната страна. Како е тоа на полето на Министерството за надворешна политика? Во мандатот на политичката влада, предходната веќе, бидејќи сега има техничка влада во Софија, имаше повеќе иницијативи. Во сите тие ние бевме директно вклучени, предводени од институциите на Европската унија, од неколку влијателни, прилично, многу влијателни земји членки. За жал, во тој момент не се најде соодветна прилика за реализирање на средби кои што би биле насочени кон решение. Потоа се случи одлуката да се оди на избори во соседна Бугарија. Во овој момент има техничка влада, која што и на двете страни е апсолутно јасно дека ниту има легитимитет, нити можност, па ниту ни време да најде решение на ова прашање, и затоа ќе се навратам на тоа што го реков претходно. Посакуваме кредибилен партнер, кој што ќе има целосен мандат со нас да дискутира и да се посвети, како што кажавте и вие, на решенија кои што се за доброто на народите, бидејќи верувам, јас искрено сакам да верувам дека има многу повеќе што може да не обедини, отколку она што може да не растане. Изминатите години, за како до сега периодот зборувам, предходните носители на вашата функција, министер за надворешни работи, или па премиерите, ќе кажем, на тие влади, тргнувајќи од Зоран Заев и Димитар Ковачевски. Талат Џафери немаше некои амбиции да се декларира како играч на полето на надворешната политика, но тие декларираа барем дека Македонија од гледач станува играч, дека ние сме веќе важна алка, дека доаѓаат значајни политичари од Европа и светот да не посетат, иако тоа беше во на кампања за референдумот и беа кажани работи што на крај не беа исполнети. Но денеска ние сме повеќе наблюдувач или повеќе играч кога е во прашање нашата собствена судбина. И како подпрашање, имаме ли комодитет во одредени позиции, мајки предвид дека дипломатијата подразбира, нели, вештини, тактика, мекост, но на моменти можеби некогаш и да се стави раката на маса и да се постават некои граници кои што не може да бидат поминати. Прашањето, начинот на кој што го отворивте е, и тоа гледам и актуелната опозиција, предходната власт, знае често да користи таа една теза нивна. Во наше време бевме играчи, најсилен партнер на Европската унија, бевме посочувани како пример. Добро, во ред, окей, еве да речеме во правос, да речем. Добро. Сме биле посочувани како пример. Што ни донесе тоа? Ништо. Имаме преговори со Европската унија. На сајтот на СДСМ стои дека сме ги отвориле во 22 ве посочуваат како пример, но ништо не сте направиле за сопствената држава. Имаме слика од авионче. Што добиваме ние од тоа? И затоа велам во надворешната политика, колку и да сте мал, колку и да ограничен некогаш просторот на ваше действување, при секоја мала, голема одлука треба да гледате што добива нашата држава, нашиот народ, нашиот интерес од таквата одлука. Имаме и состојби каде што можеме многу да влијаеме, иако не изгледа тоа така од надвор. Има состојби каде што треба внимателно да следиме и секојаш внимателно да се позиционираме. И тоа е специфичната улога не само на една мала држава во Европа, туку мала држава во Европа која што нема излез на море. И тие елементи сите треба да ги имаме во предвид. Затоа и нашиот фокус на коридорите 8 и 10, кој што повторно бидејќи па имаме поволна позиција како централна балканска држава. И да гледаме каде можеме да го извлечеме максимумот за нашата држава од сите овие состојби кои што настануваат. Сме пример, но пример со самопочит.
А доколку вие бидете именувани како пример, како што велат, пример во Европа, треба да видите што добивате од тоа што ве именуваат како пример. Во делот на инфраструктурата, во делот на енергетиката, во делот на реформите, во делот на борбата против корупцијата, тука треба да бидеме пример и работиме, да бидеме што е можно поголем пример, да бидеме најдобра земја во делот на испораката во реформите по однос на реформската агенда. Земја која што има најдобра надворешна политика, вредносно најдобра надворешна политика во регионот. Тоа се нашите приоритети. И доколку бидеме пример по сите овие прашања, а не по попусливоста на одлуките, односно секогаш да го удоволуваме тоа што го бара другата страна, многу полесно ќе ни биде како држава и да ги решаваме овие предизвици од ваков тип. Дозволете, се согласам, бидејќи, да, апсолутно го делам тоа мислење дека и не само јас, туку огромен дел од граѓаните, дека досегашните политики на постојани оставки без никакви гаранции ништо добро не ни донесува. Тоа го кажуваат и анкетите, она што преска го имавте како еден став. 71%, патем овие анкети се често читани селективно, докаде што им одговара. Дека 71% од граѓаните се за Европска Унија, тоа е зголемување според анкетите на истата куќа се и не се сеќавам точно Бојан Каржаловски, каде што е 65 биле лани. Или анкетата беше таа редовна анкета која што прави фондацијата Конрад Аденауер. Која анкетна куќа ја прави, тоа ја не сум сигурен искрено да ви кажам, ама знам дека е на КАС анкета. Но на истата анкета, кај што 77% од македонските граѓани сакаат Македонија стане членка на Европската Унија, 80% од македонците не сакаат да слушнат за било какви одстапки, кога се во прашање барањата на Бугарија. Така да, еве, јас јавно апелирам да не ја чита никој од политичките чинители таа анкета селективно, бидејќи на крај на денот навредливо е кон граѓаните. Но кога сме кај граѓаните, еве, на крај треба да слетуваме веќе со емисијата. Ако може да бидете така целосно искрен, која е најголемата илузија што ние како обични граѓани ја имаме за меѓународната политика, кога е во прашање нашата позиција таму или начинот на функционирање на државите околу нас во Европа, Америка, Русија? Знаете како, еве да речеме кој е тоа е и односот веројатно кон политиката. Работите се многу поинакви во директна комуникација со луѓето отколку што изгледаат на телевизија. Одредени луѓе ни изгледаат како само да се професионалци, но тие се исти најнормални луѓе како сите нас. А политичарите изгледаат абстрактни. И мислам дека тука создаваме илузии за луѓето. И не делуваат и често ни делуваат многу поразлични од што се навистина кога ќе сретнете. Дали вие ќе разговарате со еден Антонио Кошта, каде што се видовме со премиерот пред некое време, или со еден Марко Рубио, тој е исто нормален човек кој што има нормални потреби и сака да разговара реално и отворено за сите предизвици кои што заеднички ги споделуваме. Мислам дека една барем илузија што имаме за политиката, која што е посебно значајна во надворешната политика, но како да се разоткрива во последниот период, и тоа е поврзано со една мудра мисла на Кисинџер, а тоа е дека имаме создадено мислење дека независно од кој владее во големите држави во светот, процесите на еден предвидлив начин ќе се движат. А многу позначаен по мене е импутот на индивидуата. Недоволно ни е нагласен, барем до сега не беше нагласен, мислам со председателот Трамп малку како да се менува таа концепција, колку луѓето како поединци и нивните ставови значат во креирањето на односот кон надворешната и безбедносната политика. Многу зависи од луѓето. А луѓето се многу нормални, многу обични, многу пристапливи и доколку настапувате со нив на јасен и кохерентен начин, и најмалите држави со најголемите држави може да создадат одлични релации и да заеднички да се решаваат предизвиците. Тука
како последно прашање, предпоставувам вашата возраст, како еден од помладите министри за надворешни работи на европскиот континент, има тоа и позитивни и негативни страни? Секогаш, видете, секогаш возраста може да се толкува и позитивно и негативно, не зависи од дали сте постар или помлад. Се си има своји предности. Јас тоа искрено што ќе ви кажам што ме радува е што сум успеал во последните скоро 2 години да создадам одлични релации со најголем дел од моите колеги, не само во НАТО, туку е во еден поширок контекст, и што сум успеал преку тие релации да донесам конкретни плодови за нашата држава. Колку се тие лични релации важни, предпоставувам сите дознале за жал на тој 16 март. Така почнавме на крај, може да го спомнеме и тоа, минатата година и онаа страшна трагедија во Кочани. Јас барем за мене како човек, мислам тоа прво беше страшна трагедија која што доживеа државата. И не само и една година подоцна таа трагедија е и тест за нашиот институционален систем, не само како се справил со оваа криза, туку и што ќе направи после случувањето за никогаш да не се случи такво нешто. Нема зборови кои што може да изразат и сочувство и чувство на тие семејства и сето она што го поминуваат. Јас сум внимателен да не се фалам со тоа што го направивме, но тоа што можам фактографски да го кажам е дека лични релации и мои на председателот Мицкоски и на председателката Силјановска Давкова многу ни помогнаа во обезбедување на услови надвор од државата за лекување на тие кои што беа повредени. Покрај тоа што се мобилизиравме и процесот на транспорт беше комплексен, задоволен сум и успешно тоа сето се заврши, сметам дека многу животи се спасија со таа одлука. Потоа имав прилика да ги посетам дел од повредените, дел од семејствата, дел од докторите и државите да им се заблагодарам, бидејќи ја знам да кажам, барем за мене, картата на Европа во тие 2-3 недели беше карта на солидарност. Барем така ја гледав. И други држави. Значи, не смееме да го заборавиме фактот дека Израел во рокот 24 час по мој разговор со мојот колега Сар, со приватен авион прати група на хирурзи кои што оперира на територија на нашата држава. И други држави, Велика Британија и Словачка, мислам го издвојувам како еден специфичен пример. И тоа беа најтешките неколку недели во мојот живот, но тотално сум нерелевантен јас, бидејќи не може ни да се спореди тоа што го поминуваат тие семејства и сето тоа. И не чувствувам дека нити некој дека треба да ни се заблагодари, нити да ни даде некакво признание, бидејќи посебно во момент на криза, тоа е наша работа. Затоа сме на овие позиции, но ќе се согласам со вас, многу полесно ми беше фактот што имав одлични контакти и комуникација, за да можам директно да звонам кај своји колеги и да ни биде близината на високо ниво, да можеме директно со колеги министри за надворешни работи да ги решаваме предизвиците кои што настануваат, а каде што времето е фактор кој што и минутата значи многу. Посакувам што помалку, односно поможност воопшто во иднина да не се занимавате со да не треба да се занимавате. Се занимавате бидејќи со сите луѓе во Македонија, бидејќи затоа постои државата и институциите што ја водат. Но да нема потреба државата да се мобилизира за такви ситуации, па ни за вакви како излекување на македонските и други граѓани од Блискиот Исток, туку сета енергија да биде посветена на создавање, на отворање можности, на решавање проблеми и сите лични контакти да бидат максимално искористени во насока на изборување на што е можно подобри позиции за Македонија. Вратив на Кочани на старт за да завршиме како што почнавме тематски, бидејќи навистина е голем диапазонот на активности што Министерството за надворешни работи и надворешна трговија како дел од владата го има. Од
организација на летови од кризни подрачја до наоѓање канали за лобирање, ова е мој собствен заклучок во решавање на спорот со Бугарија. Thank you for your service, што би рекле нашите стратешки партнери. Ви благодарам и на вас за поканата. Некогаш специфичноста на нашата работа е она што го правиме, не секогаш е толку видливо и не се гледа. Но посакуваме што повеќе барем во делот на надворешната трговија, па и политичката соработка, да има резултати кои што носат плодови. Не ни треба благодарност, но да има ефект од сето она што го правиме, а да имаме потреба, исто се согласувам, од помалку ситуации каде што ќе ги користиме нашите контакти и нашите ресурси за кризи. Но тоа, ќе повторам, со кој што особено јас се гордеам во последниот период, станавме земја која што не бара само солидарност, туку земја која што има капацитет, сила, знаење и мок и да понуди солидарност кога е потребна. Тоа е еден знак за зрелоста на нашата држава. Тимчо Муцунски, министер за надворешни работи и надворешна трговија, благодарам за одвоеното време во овој краток период додека си на домашен терен во Македонија. Која е работата што со големо нетрпение сакаш да ја направиш кога ќе имаш 5, 7, 8 дена дома? Со големо нетрпение гледам да сум дома со семејството, бидејќи тоа е она што спортски активности ми недостасува. Сега синот се надам дека ќе успеам да го однесам на кошарка, тренира кошарка, така да бидам татко како што заслужува. Да не се јават само од социјални работи, емисијата ја снимаме во 17 часот и 30 минути, а веќе сега во телевизиски после полнок да не мислат дека сега. Но и ви благодарам што ми возможивте емисијата да ја снимаме порано за да имаме повеќе време со семејството. Така да благодарам и на вас, Богдан. Во секое време и се гледаме во следна прилика, се надевам со нови добри вести за нашиот продор на полето на надворешната политика. Ви благодарам и на вас. Фала ви што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека ви беа многу интересни изминативе, па 76-7 минути разговор со министерот Муцунски. Секогаш е задоволство кога имам прилика да разговарам со него, а до следната таа прилика ќе нека поминат неколку месеци, ќе овикнеме повторно со вас. Закажувам следна средба четврток по 22:30. До тогаш ја знаете стандардната процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и излекувајте сопствени заклучоци. Добро nek Македонијо, главата горе.